Во Гостиварската болница бројот на пациенти кои бараат медицинска помош бележи значително намалување. Според директорот на болницата, околу 117 пациенти се јавиле за да примат терапија по труењето од водата. Сите пациенти имаат исти симптоми: температура, диареја, повраќање и општа телесна слабост. Sa i përket numrit të pacientëve, numri është në rënje e sipër. Në 23 shtatit 2026 në repartin e infektivës kemi dikundi 82 pacientë të ri. Në repartin e pediatrisë kemi numër jashtëzakonisht vogël 33 pacientë. Në urgjencë 2 pacientë, to janë pacientë të ri. Edhe domethënë gjithsesi kemi 117 pacientë, domethënë është numër relativisht i vogël nga asimetit e tjera. Domethënë kemi trend të rënjes së pacientëve. Të gjithë pacientët janë me simptome të njëjta. Болницата и понатаму располага со доволни количини лекови за пациентите да ја добијат потребната терапија. Денес компанијата Алкалоид донираше значителна количина инфузии и ампули кои во моментов се неопходни. Од Центарот за јавно здравје во Гостивар не соопштуваат информации за резултатите од последните анализи на водата. Според извори на ТВ21, причина е што Центарот за јавно здравје во моментов е под истрага. Во меѓувреме, од Центарот за управување со кризи информираат дека на 5 локации во Гостивар се дистрибуира техничка вода со цистерни со капацитет од 3 до 13 тони, како и вода за пиење за граѓаните. Тетово е тука, секогаш, значи, со повеќе цистерни од ТПП Тетово ни доаѓаат. Вчера беше вклучена и општина Боговиње, град Скопје од јавното комунално предпријатие беше испратена вода. Тец Осломеј ни испрати една цистерна и сега ја чекаме, се врати за да се полни таму. Бехтелиенка денеска доставија 13-тонска цистерна со питка вода. Од Кавадарци имаме една цистерна 8-тонска и неја ја полниме со питка вода. И две цистерни од Неготино, една цистерна од Неготино со 5 тони питка вода. Се уште не е познато кога точно водата во Гостивар ќе може повторно да се користи, дури и за технички потреби. Очекувањата кои вчера ги сподели и премиерот Христијан Мицкоски се дека до крајот на неделата водата во Гостивар ќе биде технички исправна, а до крајот на следната недела ќе биде безбедна и за пиење. Секако, доколку се одвива според планот. Според Центарот за управување со кризи и Центарот за јавно здравје, забраната за користење на вода од чешмите се уште останува во сила.